Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Денешнава тема гласи Бог стана човек. Зошто и што значи тоа за нас? На многу луѓе во светот не им е логично да поверуваат дека Исус се роди од Светиот Дух. И не е проблем само тоа, туку и неговото воскресение. Тоа се навистина проблематични нешта, бидејќи да веруваш дека Исус е роден без земен татко е нелогично според човечкото сваќање. А исто така е нелогично мртвиот човек ставен во гроб да стане повторно и да действува со голема сила и енергија. Но за овие проблеми што ги сметаат луѓето има решение. Само доколку некој почне да ја чита Библијата со вера и сериозно. Не да ја чита од љубопитност, за да види што е запишано во неа, туку да верува дека сите зборови од почеток до крај се вистинити. Да верува дека во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. И се така до последните зборови: дојди Господе Исусе Христе. На луѓето им доаѓа тешко да поверуваат во тоа, бидејќи и образованието допринесе во многу нешта да ги негираат овие надприродни настани за раѓањето и воскресението на Исус. Образованието со еволуцијата и со мајмуните направија голем умствен дефект на луѓето, за да се поверува во надприродното. Многу луѓе се збунети и тешко е да се одлучат да поверуваат во овие вистини. Но, како и да е, ние да се задржиме сега на темата на библиските извештаи во врска со вистината, дека Бог стана на вистина човек како нас, во личноста на Исус Христос. Како прво и основно, Исус беше потполно човек, да, велам потполно човек, без грев, безгрешен. Исус не ја наследи грешната Адамова природа, бидејќи беше зачнат преку Светиот Дух во утробата на Марија. Еве тоа е запишано. Ангелот одговори и рече: Светиот Дух ќе дојде на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Затоа светото кое ќе биде роден од тебе ќе се нарече Божи син. Тоа е запишано во Евангелието според Лука, 1 глава, 35 стих. Што значи Исус се роди преку Светиот Дух и затоа беше безгрешен. Тоа е првото и основното. Второ, неговите непријатели, фарисеите и сите околу не можеа да најдат грев или вина во него. Тој сам лично рече: кој од вас ме обвинува за грев? Ако ја зборувам вистината, зошто не ми верувате? Со тоа Исус сакаше да каже дека немаше надворешни гревови за да бидат видливи, за да биде осуден. Тоа беше неправедно осудување. А од друга страна, Исус немаше и внатрешни гревови, мисловни, бидејќи беше зачнат од Светиот Дух. Тоа е запишано во Евангелието според Јован, 8 глава, 46 стих. Како трето, Исус рече дека секогаш ја врши волјата на неговиот татко. Оној кој ме прати, вели тој, е со мене. Не ме остави сам, зашто секогаш го вршам она што му е угодно. Тоа е запишено во Евангелието според Јован, 8 глава, 29 стих. Ако Исус не беше безгрешен или без грев, не ќе можеше да извршува Божјата волја или волјата на неговиот татко. Четврто, Сатаната нема никаква власт над Исус. Тој вели: нема да зборувам уште многу со вас, зашто доаѓа кнезот на овој свет и тој нема ништо во мене. Тоа е запишено во Евангелието според Јован, 14 глава, 30 стих. Сатаната немаше власт над Исус, затоа што беше послушен на Божите заповеди на неговиот татко. Тој вели: ќе останете вие во мојата љубов ако ги зачувате моите заповеди, како што и јас ги зачував или запазив заповедите на мојот татко и останувам во неговата љубов.
Што значи Исус, како безгрешен, како чист и внатрешно и надворешно, можеше во секој момент да ги исполни Божите заповеди и ги исполни до крај. Тоа е запишено во Евангелието според Јован 15 глава 10 стих. Како петто, тој слободно можеше да каже, како Бог, дека е Бог, со зборовите: Јас и мојот татко сме едно. Во Евангелието според Јован 10 глава 30 стих, Исус се обрати на учениците, посебно на Филип, и му вели: Јас и мојот татко сме едно. Со тоа што Исус тврди дека е Бог и дека е едно со таткото, не подразбира нешто дека заедно ќе дејствуваат како различни личности, разделни една од друга. Туку Исус со тоа сака да каже дека тие се неразделни, едно битие, една суштина, еден Бог. Шесто, Христос мораше и требаше да биде безгрешен, без грев, за да се жртвува за нашите гревови, како јагне без недостаток. Еве што вели апостол Павле, односно апостол Петар во Прво Петрово послание, 1 глава 19 стих. Знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро или со злато од својот суетен живот, што ви е предаден од вашите татковци, туку сте откупени со скапоцената крв на Христос како невино и чисто јагне. Тоа истото го потврдува и апостол Павле, велејќи: оној кој не знаеше за грев, тука се мисли на Господ Исус Христос, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во Него. Што значи, Христовата заменска жртва за нас, ние станавме преку тоа праведност Божја, а Христос мораше да биде праведен во секој поглед. Исус имаше две природи, Божја и човечка. Апостол Јован Исус го опишува како збор, како вечен логос, вечен Бог, кој стана тело. Еве како тоа ќе го потврдиме од Евангелието според Јован 1 глава 1 стих и 1 глава 14 стих. Во почетокот беше зборот, и зборот беше во Бог, и зборот беше Бог. Потоа, во 14 стих вели: и зборот, тој вечен логос, стана тело, и се настане меѓу нас, и ја видовме неговата слава, славата што ја има како единороден од таткото, полн со благодат и со вистина. Христовата божествена природа и човечката природа не се испомешани. Тие постојат независни една од друга во една личност наречена Исус, во совршено единство една со друга. Неговото божество не е намалено со тоа што стана човек. Павле вели: кој, иеко е во Божјо обличје, не го сметаше како грабнато тоа што е еднаков со Бог, туку се лиши самиот себе и зеде обличје на слуга, станувајќи сличен со луѓето. Тоа е запишено во Филипјаните 2 глава 6 и 7 стих. И неговата човечка природа беше целосно комплетна, тело, душа и дух, која ја доби преку безгрешното зачнување од Марија. Затоа тој беше ветениот од потомството или семето Авраамово и Давидово, како што е запишено: книга на родословот на Исус Христос, син Давидов, син Авраамов. Матеј 1 глава 1 стих. Исус се отелотвори за посебна цел, подредувајќи се во целост на волјата на неговиот татко. Тој вели: јас те прославив на земјата, го завршив делото што ми го даде да го извршам. Јован 17 глава 4 стих. И на крајот, неговата човечка страна е од суштинска важност. Да може да ги земе нашите гревови врз себе, да не беше Исус вистински човек, тој не можеше да умре заради нас и да ја плати казната што требаше ние да ја платиме, прекршувајќи го неговиот свет закон. И затоа Павле вели во Евреите 2 глава 70 стих:
Затоа требаше во се да стане како своите браќа, за да биде милостив и верен правосвещеник пред Бог, за да изврши помирување за гревовите на луѓето. Второ, поради гревот со кој бевме осудени и отуѓени од Бог, ни требаше токму таков начин на спасение, на избавување, кој ќе посредува за нас пред Бог. Затоа Павле вели во Евреите 2 глава 9 стих: но го гледаме Исус, кој беше направен само за малку понизок од ангелите, овенчан со слава и чест заради смртното страдање, та по Божјата благодат да ја вкуси смртта за сите. Овде зборот направен не подразбира создаден, како да е првото создание на неговите созданија, туку направен во смисла тоа што е неговото откупно дело. И трето, тој е нашиот вечен правосвещеник, кој како човек се жртвуваше за целото човештво. Тој Божик треба да го гледаме само од аспект на неговото совршено дело, кој го отпочна со отелотворувањето, животот, смртта, воскресението, вознесението и неговото овластување од Таткото, седнувајќи на престолот Божи како вечен Бог. Неговото отелотворување имаше за цел да не приведе кон Бог и преку вера во Него, како посредник, да не ги прости гревовите и да не избави од вечната смрт пеколот. Дали сега стана појасно? Зошто Исус требаше да стане човек? Нему слава во сите векови. Амин.